Ги поминавме празничните денови каде буквално преку еден ден за се нешто се готви и прославува. Вистинско време организмот да се исчисти од прекумереното внесување на мрсна и калорична храна. Режимот на исхрана е најсигурниот детоксикатор, советуваат лекарите. Ние во нашите препораки советуваме да нема пријадување и да нема прекумерно консумирање на алкохол, меѓутоа очигледно тоа се случува. За оние на кои им се случило, препорачуваме да се вратат на нормалниот ритам на исхрана, да намалат количината на исхрана, да ги зголемат физичките активности и во исхрана да користат многу течности и намирници богати со природни витамини и минерали од типот на овошје и зеленчуци, меѓутоа да внимаваат на калоричните овошје посебно, да не бидат во голема количина. Што се однесува до наглото слабење, кој што е популарно кај понижниот пол, трката за добар изглед и естетика, поготово кај младите, ги тера да земат капсули, прашоци и други продукти со цел да се добие брз ефект за посакуваната тишина, без да размислат дека од нив може да дојде до нарушување на здравствената состојба. Лекарите советуваат да не се слабее преку препарати. Најдобар начин, а секако и здрав начин на слабење е режимот на исхрана. Диетите не се докажа начин на дека се бенефит за здравието и дека се добриот начин на действување на телесната тежина. Ние препорачуваме стил на животот постојан да биде правилен и тоа е единствена правилна диета под наводници или на режим на исхрана. Другите брзи диети, кампањските, не ги одобруваме, ретко ги одобруваме, освен ако нема некоја конкретна причина, затоа штетите може да бидат од нив. Често се случува да се добие контраефект по престанок на употребата на разни препарати за слабење, а тоа и добивање плюс килограми повеќе од претходната телесна тежина. Вештачкото слабење е непрепорачливо.